Јас ќе го кажам мојот став и на брифингот го кажавме ставот на ДКСК, дека поздравуваме доаѓањето на тимот. Тоа е пораз на политиката и нивното доаѓање кажува дека нашите функционери не се завршиле својата работа и тие доаѓаат да проверат, односно да видат големите пари кои што ги има дадено за правосудството, за обука на суди и обвинители, како што каже и сама американската амбасадорка, збунети сме, толку милиони имаме дадено. Дали до сега сте имали некаква средба со нив? Како антикорупцијска комисија, дали дошле и побарале средба за оценка за состојбите? Не, сега се ќе дојде. Мислам дека првенствено им е правосудството и таму би требало тие да ги имат консултациите. Целта на посетата никој не ја знае, ни мисијата, но можам да кажам дека тие колку милиони фрлија и потрошија за обука на обвинителите и судиите, мислам дека нивното доаѓање ќе има некаков ефект, гледајќи ги реакциите на нашите политичари, но да не кажам смешно, изјавите кои што ги дава нашите политичари дека ќе помогнат и ќе учествуваат активно во помагање на тимот од Америка за борба против корупцијата, малку изгледа не смешно, ама тие доаѓаат тука бидејќи тие не се завршиле својата работа и тие доаѓаат заради нив. А сега тие викаат ние се ќе помогнеме. Во следното интервју за МИА, премиерот воопшто не го спомнува тимот на експерти. Туку вели дека ќе се борат за независност на судството. Па добро, тоа се вие очекувате од овој тим на експерти? Па јас очекувам дека конечно ќе се свести и власта и правосудството, обвинителите, судиите, дека ние дојдовме до дното, чим дојдат тие да те контролираат, дека дојдеме до дното, дека треба тие пари што ги имаат дадени американците треба да се ги страват. Да се види зошто предметите се чуваат во фиоки, дали се чуваат во фиоки, дали е тоа намерно, дали се системски проблеми, дали има притисоци и други работи и се надевам дека ќе има ефект, имајќи преди дека пред многу години имаше исто така американската амбасада ставија најава за црна листа на судии, уште амбасадор кој беше Лоренс Батлери, после тоа имаше придружување и судството проработи. И се надевам дека сега ова порака сериозно ќе биде сватена, бидејќи не само што доаѓа тимот, понеделник мислам доаѓа и висок представник на американската администрација, петокот мислам беше уште еден висок представник. Значи тоа докажува дека американците сериозно сакаат да каде има дадено од своите пари и дали тие користени или се укради. Какви реакции од правосудството, од вас, од обвинителите, судиите очекувате на сега ова? Па се различно. Тие што се честни, работа, че не може ние да генерализираме, па ќе кажеме и цело правосудство или цело обвинителство е корумпирано или не работа. Тие имаат име и презиме. Значи, дел очекуваат да се надминат работите, да има некој приближување, дел мислам очекуваат дека некако да се спасат, но според моите информации што ги имам, веќе нема можност за шега, нити за лажење, докаде сме ние со напредокот во борбата против корупцијата и така натака. Тие се дојдени да видат со своји очи и уши да слушнат што е направено и зошто се кочат големи работи кои што предизвикуваат младите да одат во странство.
Ковачевски кажа дека граѓаните треба да пријавуваат корупција. Зарем не ги видел вашите извештаи на останатите институции и невладини организации? Сигурно ги има видено и тој и владата, ДКСК, значи си тој три и кусур години, значи активно ние сме присутни во јавноста, даваме многу препораки, но владата тие препораки не ги есапи, не знам зашто, бидејќи во сите извештаи, како што си од Европа, наведено е дека мора и треба да се почитуваат и да се имплементираат препораките на ДКСК. Во јавноста, ние комисија ДКСК нема резултати, но ние отидаме ние мора да работуваме, не само ние, значи борба против корупција не е единка. Ние не сме една институција и ги имаме сите механизми. Значи треба сите заедно да соработуваме, да нема суети, да видиме кај ние грешиме со нашите иницијативи, кај греши обвинителство, да имаме една опфатна работа и тим со ревизија, обвинителство, финансова полиција, на сите тимови да се вклучиме во борба против корупција. Тоа може само меѓу себе да јас повеќе говорам, другата резултатот на крај сите губи. Каде ја лоцирате корупцијата, каде ја има најмногу? Корупцијата од пријавите кои што имаме подбиено, значи има од најниско до највисоко. Овој период, ја 20 години сум новинар, како сега има, например, корупција толку расширена најниското, значи од секој село имаш по 2-3 што се од власт од различни институции, до највисокото се е корупција. Значи не можеш ништо да завршиш без да дали да дадеш пари или да имаш некој влијание или да завршиш некоја работа. Но мислам дека и ние, барем тоа е моје мислење, се во ДКСК различни концепции, јас сум поборник за борба против високата корупција прво. Значи ние да кој е министер или директор јавно предпријатие, како што е Рек Битола, пример, каде што има големи милиарди здравството, ако сработаме како држава предмет и ставиме дали во затвор, дали на суд, министер, државен службеник, голем директор, каде што се вртат многу пари, мислам дека другите ќе се освестат, а сега гледате и сами, имаш постапките траат 5 години, 10 години, не се завршени, ни знае до каде се и сепак сум оптимист. Случајот ќе биде сепак да се работи најмногу на високата корупција, бидејќи таа ќе биде и најтешка за откривање и за работа. Таа е